Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме веднаш по кратката најава. Нова мерка на владата, државата ќе обезбеди поддршка за набавка на пелети, ќе се стимулира и финансиски поддржи замената на печките за дрва, ќе се обезбеди заштита на животната средина и заштита на здравјето на граѓаните. Холандска IT компанија за висококвалитетни софтверски решенија со инвестиција во Македонија. Symphony Solutions вработи 30 IT експерти, а до крајот на следната година се планирани околу 200 вработувања. Старата архитектура главно обележје на селото за кое името има своја символика, иако на 6 километри од градот. Црн камен останува само родно место на младите кои живеат и работат во околните градови или пак во странство. Со нова мерка на владата, државата ќе обезбеди поддршка за набавка на пелети, ќе се стимулира и финансиски поддржи замената на печките за дрва. Еве ги деталите за начинот на спроведување и бенефитите од проектот. Нов проект значаен за граѓаните, особено за семејствата кои досега се затоплуваа со дрва, струја или друг енергенс. Проект од еколошка вредност и ефикасност, представи председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Мерката се однесува на грејење на пелети за заштита на животната средина и заштита на здравјето на граѓаните. Ќе обезбедиме поддршка за грејење со пелети. Пелетите се тврдо гориво, кое се произведува од пресувани остатоци од дрво. Загревањето со печки на пелети создава до 20 пати помалку загадување на воздухот со PM честички во односот на загревање со стари печки на дрва. Дополнително, ефикасноста на старата печка на дрва е 55%, додека на печките на пелети е над 90%. Имајќи ги впредвид негативните последици врз животната средина, кои доведуваат до значени проблеми по здравјето на населението. Ќе стимулираме и финансиски ќе поддржуваме замена на старите печки на дрва со печки на пелети. Груевски појасни дека за да се постигне ова, во рамки на проектот ќе се спроведат 3 сегменти. Првиот поддршка за набавка на печки за грејење за домакинствата, за кои државата ќе обезбеди субвенции до 70% по принципот старо за ново за најмногу 30.000 динари по домакинство. Втор сегмент, поддршка за набавка на самите пелети. Ќе се поддржи субвенционирана цена за пелетите за крајните потрошувачи во следните 10 години. Вредноста на ДДВ за крајните корисници и на печките и на пелетите кои се потрошен материјал ќе биде намалена од 18 на 5%. Македонски шуми ќе се специализира и ќе започне со производство на пелети. Тие ќе бидат понудени по поволни услови на пазарот, објасни Груевски. Третиот сегмент предвидува субвенционирање на инструменти за грејење, зашто ќе бидат наменети најмалку 1 милион евра годишно во период од 4 години. Проектот ќе започне да се реализира од 2017 година и ќе трае во следните 3 години, најави Груевски, со предвидена инвестиција од најмалку 3 милиони евра годишно, а доколку има интерес ќе има изголемување на предвидените средства. Груевски се осврна и на гасификацијата, поточно на интензивната изградба на гасоводниот систем во Република Македонија, потсетувајќи дека во тек е завршна фаза на неколку магистрални гасоводи, а посочи дека се интензивираат активностите за интерконекции со соседните земји Македонија, Грција, Македонија, Бугарија. Symphony Solutions од денеска и официјално започна со работа во Македонија. Холандската IT компанија за висококвалитетни софтверски решенија засега вработува 30 IT експерти, а до крајот на следната година се планирани околу 200 вработувања. Пред 2 години сакале да влезат на бугарскиот пазар, но кога слушнале за можностите за инвестирање во нашата земја, одлучиле овде да го вложат својот капитал. Компанијата има своји развојни центри во Украина и Полска, а сега и во Македонија. Низините
главни клиенти доаѓаат од западноевропските земји, САД и Канада. Собственикот на IT компанијата Symphony Solutions, Тео Шифник, најави нови канцеларии на Symphony Solutions во близина на реката Вардар, кои ќе подсетуваат на познатото Амстердам Гранд Кафе, потенцирајќи дека бил изненаден од големиот број високо квалификувани студенти и искусни професионалци во IT секторот. Македонија е се уште неизбрусен дијамант во однос на IT секторот, кој што е многу важен за инвестирање и за развој на една држава, а тоа ќе значи голем бум за Македонија, изјави Шифник. Во официјална посета на Штип денес престојува амбасадорот на Унгарија во Република Македонија, неговата екселенција Јозеф Бенце и градоначалникот на унгарскиот град Ѓонгош. Остварија средба со градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев и ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев. Општина Штип и унгарскиот град Ѓонгош се збратимија. Имено градоначалникот на Ѓонгош и амбасадорот на Унгарија во Република Македонија денес беа во официјална посета на Штип, при што подпишаа договор за збратимување на градовите. Делегацијата од Унгарија го посети Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во оваа прилика се договоривме градоначалниците на овие градови да дадат многу енергија и да се постигне договор за соработка помеѓу Универзитетот Гоце Делчев и Универзитетот во градот Ѓонгош во Унгарија. Во последно време Универзитетот доста активно соработува со амбасадорите во Република Македонија во насока на промовирање на УГД на меѓународен план. Унгарија во Македонија и мислам дека од таа соработка ќе произлезат многу конкретни активности во делот на присуство на наши студенти на универзитетите во Унгарија и на студенти од Унгарија на универзитетите во Република Македонија. Во рамки на посетата на Штип, делегацијата од Унгарија го посети и музеот на ВМРО во Штипско Ново село. Мислиме дека има многу можности за соработка во повеќе области, вклучувајќи и соработката со универзитетот, како и во областите економија, спорт, култура и така натаму. Ние ќе имаме соработка во делот на образованието, значи вклучувајќи го високото образование, средното образование, во делот на библиотекарската дејност. Ќе имаме соработка во делот на економијата, во делот на спортот, културата и верувајте дека таа соработка ќе биде интензивна. Инаку соработката ќе започне веќе во септември годинава со посета на штипскиот градоначалник на унгарскиот град Ѓонгош. На општина Штип вчера во Подгорица свечено и беше доделен сертификатот за бизнис пријателска општина и поволно бизнис обкружување на 4-та регионална конференција. Со овој сертификат Штип се впиша во каталогот на регионалната агенција за локален економски развој, која ќе промовира општината пред странските инвеститори. Важноста на овој сертификат е 2 години, пошто следи ресертификација. Со овој сертификат на кој што општина Штип работеше 2 години и требаше да исполни 12 строги критериуми и околу 120 подкритериуми. Се тоа беше завршено во овие 2 години и со тоа се стекнавме со овој сертификат каде што се придруживме на регионалната агенција за налет, која што седиште во Белград, која што веќе има издадено повеќе од 50 вакви сертификати во последните 10 години, повеќе на општините во Србија, во Босна Херцеговина, Хрватска, а на вчерашната конференција се придружи и Црна Гора. Освен општина Штип, вчера добија сертификати општина Газибаба и градот Скопје и општина Валантово. Со ова веќе сме овие 4 општини сме приклучени кон оваа семејство за бизнис пријателски општини и 25 студенти од првите 3 најдобро рангирани универзитети во земјава, Скопскиот, Штипскиот и Универзитетот на Југоисточна Европа, ќе патуваат овој месец бесплатно во Барселона. До Министерството за образование пристигнале вкупно 132 апликации од студенти кои сметале дека ги исполнуваат условите. Локацијата ја избраа самите студенти во рамки на владината стимулативно наградна мерка за студентите кои имаат просек над 9,5. Оваа мерка ќе продолжи наредната година и во континуитет ќе стане стимулативна мерка на Министерството за образование и наука, истакна заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Условите за студентите остануваат исти. Потребно е кандидатот да ги има дадено сите испити, да има просек над 9,5 и да доаѓа од еден од 3 најдобро рангирани универзитети во земјава.
По невремето кое неодамна ја зафати Малешевијата, поднесени се 1500 барања за нанесени штети кај овошните насади. Најмногу штети од измрзнувањето претрпеле сливите, вишните, оревите и кајсиите. Од утре комисиите за процена на штети ќе излезат на терен да го увидат степенот на оштетување. Околу 1500 барања за обештетување поднеле земјоделците од Делчево, Пехчево и Берово, на кои скоро 100% им се уништени земјоделските насади од ниските температури, кои го зафатија регионот од 25 до 28 април. Најмногу оштетување имало кај сливите, вишните, оревите, кајсиите и рибизлите, но дури 90% од барањата се за штети кај сината слива. Пријавувањето во Пехчево и Берово заврши на 6 мај и според информациите од надлежните служби, во Берово се поднесени над 500 барања, а во Пехчево 340, додека во Делчево пријавувањето е заклучно со 10 мај и поднесени се над 600 барања. Направивме работна средба во која што се договоривме да отвориме повици во сите општини, 3 општини, на кои што земјоделците ќе може да ги пријават штетите од мраз. Некаде штетите се и 100%, некаде се различно. На територијата на општина Делчево досега има поднесено над 600 барања, заклучно со вторник. Од утре среда, 11. комисијата почнува со редовна постапка, која што е предвидена со законот. Следува како што велат надлежните, комисијата надлежна за проценка на штети да излезе на терен и да го утврди степенот на оштетување. После пријавените штети, нашата комисија ќе излезе на терен и ќе направи елаборат со кој што подоцна ќе можеме да аплицираме и да бараме начин на како да може да им помогнеме на овие земјоделци. Комисијата ќе излезе на терен, ќе се јавува на сите сопственици кои што имаат пријавено своји штети од областа на овоштарството и земјоделието, ќе се извршат процени согласно законската регулатива и понатаму во збирен елаборат ќе бидат предадени на понатамошна работа и во надлежност на Републичката комисија за процени на штети. Останува овие 3 општини кои ја покрена иницијативата за пријавување на штети да изнајдат решение во соработка со Министерството за земјоделство, како на земјоделците да им се надомести нанесената штета. Возниот парк на јавното предпријатие ИСР во Штип збогатен со уште едно возило. Станува збор за повеќе наменски камион Кипер со кран. Со ова возило значително ќе се олесни извршувањето на работата. Штипски ИСР продолжува со обновувањето на возниот парк. Овој пат за потребите на предпријатието обезбеди повеќе наменски камион во вредност од 3 милиони денари, со кој навремено ќе ги извршуваат работните задачи. На него има надградба и кран, кој може да ни подига за утовар и истовар самиот возач да ја врши работата. Има носилост околу 5 метри кубни, 2007 година е возило, 140 конски сили. Значи, побрзо ќе стасуваме до нашите дефекти, побрзо ќе ги отстрануваме со возилото. Освен за транспорт на градежен материјал за работа, камионот ќе се користи за одржување на уличното осветлување во градот. За регистрација сме регистрирани за одржување на уличното осветлување. Започнуваме веќе со припрема на такво оделение во нашата систематизација и комплетно ќе го преземеме уличното осветлување во градот Штип и Штипско. Знаеме дека големи средства сума на пари се одделува за ова осветлување. Јавното предпријатие ИСР располага со 40 возила, од кои повеќе од половина се заменети со нови. Возниот парк од пред некое време е збогатен со камиони за исфрлање на отпад, трактори, метачки и косилки. Старата архитектура главно обележје на селото за кое и името има своја символика. Иако на само 6 километри од градот, Црн камен останува само родно место на младите кои работат и живеат во околните градови или пак во странство. Црцорењето на птиците и лаежот на кучињата се првите знаци за добре дојде во селото за кое и името има своја символика. Црн камен, иако го делат само 6 километри од градот, природната местоположба не го населила ова ридско населено место премногу, а старата архитектура се повеќе станува доминантно обележје наспроти новите градби кои речиси се и невидливи. Од толку многу жители нема со кого да размениш збор два, мештаните или на садење тутун или на работа во некоја фирма во градот. Во потрага по раскажувачи, на патот не пречека 84 годишната Тијана Арсова, која дел од фамилијата ја задржала во селото, а дел заминале.
Има 7-80 души такви като нас стари, па има и млади. Моя син оде в комуналното сега, крави взема чуваме. Има за живеачка тук, ама те и младите идва по Италия, по Швейцария и тук само старите остана. А има млади, има и това по-млади, само нема што да работат. Во селото може да се види само старата училишна зграда во која учели и по 30 деца, а последните генерации едва и се пребројувале од 5 до 10 ученици. Во 2008 година училиштето е затворено, а новите 6 ученици сега се школуваат во Јакимово и во Виница. За пензионерите, живеачката е утешна, а душата им се полни на големите празници кога доаѓаат нивните иселени деца, снаи, зетовци и внуци. 26 куќи, сега, оние се се по Италија, испод 120 души и повеќе има. Деца учеа по 30 деца тук. Ја кога бееме 35 деца. А после почнаа 30, 25, па 15, па 10, па 2, и се години има како е затворено. Нема деца, остана 2, те са има тука одат. Од тата има 3 и од 3, 6 деца само идат у Јакимо. Моите деца во Италија, синови снаата и внуци имам 2, а ќерката во Ризари. Селската инфраструктура е во својата примарна фаза и ги задоволува потребите на жителите кои остануваат овде, но се надеваат барем уште на некоја асфалтирана или поплочена уличка. Две улици имаме по 350 метра, може 400 метра да има. Не са вашни. Това е кажено. И стават. Има една улица Коцка и она треба да се стави. Утешна димензија на селото Црн Камен даваат новоизградените викендици на влезот и крајот, како и обновените земјоделски површини со лозови насади, бостан и тутун, кои до пред неколку години беа целосно напуштени. Успех на државен надпревар во Струмица остварија учениците од Средното општинско училиште Коле Нехтенин од Штип. Во конкуренција на 26 средни училишта во повеќе области се вратија со неколку први и трети места. Средното општинско училиште Коле Нехтенин од Штип се врати со награди од 35-тиот државен надпревар кој во Струмица се одржа минатиот викенд. На надпреварот имаше прашање од 3 предмети: дигитални системи, автоматика и програмирање, и го освоив првото место со 87 поени под менторство на професорката Александра Романова Тасевски и професорот Методи Симонов. Надпреварот се состоеше од предметите електрични машини, електрични апарати, уреди и автоматика под менторство на менторите Спасов Невенчо, Баксимов Тони и Стојан Хаджи Николов. Го освоив третото место. Го освоив третото место во профилот машинско-енергетски техничар. Надпреварот се состоеше од 2 предмети: термотехника и хидропневматска техника. На надпреварот го освоив третото место. За надпреварот се подготвив една недела. На други надпревари немам учествувано. Ово ми е прв пат. На надпреварот учествуваа 26 електротехнички, машински и сообраќајни средни училишта од државава. За менторите ова е голем успех. Нашите ученици учествуваат секоја година на овие надпревари кои се одржуваат на годишно ниво. Прво имаме регионално, па потоа државно ниво. И мислам дека секоја година се враќаме со повеќе награди. Годинава и триумфиравме со првата награда од профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика. И ова учество им овозможува пред се дружење на учениците, а понатаму овозможува сега со новите програми и да конкурираат за стипендија дополнително и парична награда. Во отсутство на ученикот Спаси Илиев, јас како ментор Борис Карлански и менторот Вентислав Панев, на 35-тите државни надпревари во машинска електротехнички и сообраќајна струка, нашиот ученик Спаси Илиев ја освои третата награда. Ученикот полагаше по 2 предмети, и тоа програмирање на компјутерски управувани машини и по предметот компјутерско управување.
Инаку надпреварите се одржуваат секоја година, прво на локално ниво, при што се врши првата селекција на ученици, потоа на регионално и на крај на државно ниво. Проектот на УСАИД насловен со читање до лидерство втора година поред се имплементира во основното општинско училиште Ванчо Прке во Делчево. Новој проект кој има за цел подобрување на математичките и јазичните вештини кај учениците во почетните оделенија од ова училиште имаше солидни резултати. Со читање до лидерство е проект кој втора година поред се спроведува во општинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево. Проект кој има за цел подобрување на математичките и јазичните вештини кај учениците во почетните оделенија. Односно конкретно во ова училиште кај учениците од второ и трето одделение. Ова училиште оваа година се спроведат процени на 32 ученика, при што ќе се види дали техниките за математика и македонски јазик успешно го подобруваат знаењето кај учениците од овие одделенија. Процената на јазичната и математичката писменост се врши преку два инструменти. Во овие инструменти, во ЕГРА и ЕГМА, има задачи на кои што нели одговараат учениците и на кои што се базирани на претходни истражувања. Одлична вест за наставниот кадар и учениците од Делчевската осмолетка се резултатите од минатата година, кои покажуваат дека учениците во почетните одделенија многу добро напредуваат во однос на јазичната и математичката писменост. 59% од нашите ученици од второ одделение минатата година има развиени вештини и способности за читање. 91% од учениците од трето одделение во нашето училиште имаат развиени вештини и способности за решавање на задачи по математика. Ова е нешто кое што на нас така добро не охрабрува како наставници нели од ова училиште, бидејќи сме го подобриле квалитетот на изведување на настава. Оваа година во проектот со читање до лидерство се опфатени сите училишта од државата. Оваа година овој проект сите основни училишта во Република Македонија се вклучени и има за цел потоа да бидат запознаени родителите, наставниците, учениците и со креативни техники за македонски и математика да се подобрат јазичните и математичките вештини кај нашите ученици. Инаку главен имплементатор на проектот е УСАИД, а истиот е подржан од Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат. Спортскиот новинар Кирил Манев ја промовираше својата 16-та книга, овој пат посветена на аероклубот Штип, а со единствена цел да се помогне на Андреја Рунтевски, еден од ветераните на аероклубот, на кој му е потребна финансиска помош за лекување. Книгата е подсетување за сите успеси на аероклубот Штип во европски и светски рамки. Во светските височини, вака е насловена книгата посветена на аероклубот Штип и ракетното моделарство. Автор е спортскиот новинар Кирил Манев, кој вели дека книгата е напишал за да се запаметат врвните резултати на штипските ракетни моделари и аероклубот, но пред се за да му се помогне на човекот кој е директно заслужен за нив, поранешниот селектор на македонската репрезентација во ракетно моделарство Андреја Рунтевски. Тој се соочува со тешки здравствени проблеми, неопходни му се лекови кои чинат многу. Колегите од аероклубот и авторот Манев со апел до институциите, бизнис заедницата и граѓаните да му помогнат на Андреја, човекот кој го афирмираше Штип и Македонија со децении наназад. Да ја разбудиме свеста кај државните институции, кај бизнис секторот, кај политичарите и сите ние да помогнеме Андреја Рунтевски барем малку подобро да ја преброди оваа болест. Во спортската историја на Штип забележено е дека аероклубот е формиран 1924 година, во 1927 на локација меѓу селото Сушево и местноста Ежофрид одржан е првиот аеромитинг. Во 1936 година на аеромитинг во Штип извршен е првиот падобрански скок во регионот. Од тогаш па до 2004 година аероклубот Штип работи со прекини, но во периодите кога бил активен биле постигнати врвни европски и светски резултати. А морам да кажам дека ракетните модулари од 1996 година па наому постигнуваат светски резултати се до 2004 година кога во Штип се одржуваше и светскиот куп на ракетните модулари. Во тој период ракетните модулари од Штип освојуваа европски и светски титули.
Во име на поранешните постигнувања на аероклубот Штип, група ентузијасти активно работат на ревитализирање на овој клуб, но во моментот се фокусирани да помогнат на спортската штипска легенда Андреа Рунтевски. Тоа е една трагична судбина што се случи со нашиот пријател Андреа. Ние со него работевме и на некои други полења во авиацијата. Меѓутоа најголемите успеси ги постигнавме во моделарството. Андреа Рунтевски има потреба од парична помош за лекови кои секојдневно му требаат, а чинат многу повеќе од неговите финансиски можности. Неговите колеги и пријатели со апел до штипјани достојно да му се одолжат на човекот кој направи многу за градот. Едно лице е убиено, а најмалку 4 се повредени откако рано изутринава осомничен исламист, наводно извикувајќи Аллах Акбар или Господ е голем, со куински нож нападнал патници на железничка станица во близина на Минхен, јавува BBC. Нападот се случил утрово нешто пред 5 часот во градчето Графинг, а напаѓачот веднаш е уапсен. Портпаролката на германската полиција Михаела Гроб нагласи дека мажот е уапсен и дека властите работат на утврдување на неговиот идентитет. Градоначалникот на Графинг Ангелика Обејмаер за Зи Дојче Цајтунг изјави дека осомничениот е од германска националност. Председателот на Панама Хуан Карлос Варела денеска изјави дека неговата земја ќе ги споделува информациите и ќе соработува со меѓународната истрага за панамските офшор сметки. По вчерашното обелоденување на делот така наречените панамски документи пренесуваат американските медиуми. Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари вчера на својот сајт закачи дел од милионите документи кои протекоа од панамската адвокатска фирма Мосак Фонсека за користење на даночните раеви и фантомски фирми од богати и мокни луѓе со цел прикривање на пари и одбегнување на плаќање даноци. Мосак Фонсека соопшти дека протекувањето на документите е резултат на хакерски напад во нивниот систем. Варела пред новинарите во Панама Сити кажа дека мисли дека треба поинтензивно да почне да се зборува за тоа што се случува во Панама. Панамските документи се проблем на светскиот финансиски систем, додава Варела. Маверик Родриго Дутерте, кандидатот за борба против криминалот, победи на претседателските избори во Филипините по повлекувањето на неговите противници, објави BBC. Иако официјалните резултати се уште не се прогласени, главниот ривал Јан Рокас го призна поразот откако првичните резултати укажаа на несовладлива предност на Дутерте, кој заслугата за својот успех ја гледа во цврстиот став за закон и ред. Како градоначалник на јужниот град Давао, познат по своето беззаконие, Дутерте беше познат по неговата решеност да се справи со криминалот по секоја цена. Ваквиот став му го донесоа прекарот Депанишер или казнувач и одекна кај гласачите. Ова беа сите содржини во Централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Следното издание или Дневник 3 е на 30 минути пред полноќ, поточно по завршувањето на играниот филм. До тогаш пријатно!